Вниманието на светската јавност деновиве, како и многу пати досега во историјата, е вперено кон Блискиот Исток. Но сега прашањето е многу поголемо од една регионална војна. Дали кризата со Иран се движи кон дипломатски расплет или сме на чекор до многу поопасна фаза? Американска копнена интервенција и ескалација. Доналд Трамп зборува за мир, а истовремено САД распоредуваат дополнителни сили во регионот. Дали тоа е притисок за преговори или подготовка за нова фаза? Зошто иранските сојузници се прилично воздржани? Дали Кина внимателно чека Америка да се заглави во уште една блискоисточна војна? Ова се дел од прашањата што ќе ги отвориме во ова издание на Да си кажеме со колегата новинар Дејан Андоновиќ и воениот аналитичар Дарко Тодоровски. Добре дојавте, почитувани гледачи. Добре дојавте, Андоновиќ, во студиото на Телно. Добре ве најдов. Тодоровски ќе се обидеме да го вклучиме онлайн, бидејќи се јавува од Кина. Колегите од режија ги прашувам дали е подготвен или се уште не. Да, го имаме и Тодоровски. Тодоровски, поздрав од студиото на Телно во Скопје. Добар ден од Пекинг, Горан до вас и до гледачите на вашата програма. Каква е надевам дека ме слушате, или да има проблеми со интернетот. Да, ве слушаме и ве гледаме. Освен со интернетот, имате проблеми, рековте, како е инаку во Кина? Во Кина одлично, во Пекинг е вистинска пролет, се е зелено, расцветано, голем број на туристи, деновиве видов туристи од Србија, од Бугарија и од други балкански држави, така да Пекинг е светска метропола која што го живее својот живот. Не се чувствува некаква воена атмосфера, некаква тензија во однос на тоа што ете, за да се стаса до Кина треба да се прелете или заобиколи тој Блиски Исток, тој кризен регион? Па не, искрено овде тоа не се чувствува. Јас се видов и зборував со македонци кои овде живеат со години, тие велат дека ништо од тоа не забележале, дека и во медиумите нема многу околу тоа, така да Кина си живее во својот, како да се изразам, во својот секојдневен живот. Блискиот Исток е далеко од нив и тие не се толку, не се премногу зависни од нафтата само од Иран, бидејќи имаат и други доставувачи. Политиката на Народна република Кина во последниве години беше да нема нијето една држава повеќе од 20% да не учествува во извозот на нафта кон Народна република Кина, така да тие не сакаат да стават се во една кошница и да бидат зависни од само една држава или од еден регион. Добро, ајде ќе зборуваме за се во продолжение, да му дадеме збори на мојот колега во студиото, Дејан Андоновиќ. Првото прашање, Дарко, ве молам останете во емисијата, ќе се вклучиме подоцна со конкретна анализа на дел од прашањата во врска со Кина како сојузник со Иран и незината позиција во досегашниот тек од војната. Андоновиќ, како денес ја гледате сликата на терен? Дали сме поблиску до примирие и дипломатски расплет на оваа војна што веќе влегува во вториот, односно третиот месец, или до нова многу поопасна фаза, бидејќи се зборува и за можна американска копнена интервенција там? Па ми се чини дека со Трамп се е неизвестно, бидејќи он има еден бизнес однос кон политиката, а нема класичен однос на тоа дипломатско решение или нешто што би се нарекло да се избегне поголем воен конфликт. Дали сме поблиску или не, јас мислам не, но тешко е да се предвиде, особено што Трамп ако забележуваше од утринава, односно од вчера утрината зборува за некакви преговори, а при тоа трупа војни сили. Сега тоа трупање на војни сили и таа копнена интервенција исто така дискутабилна, бидејќи на онолкава држава со 92 милиона население да пратиш 40.000 војници секој воен стратег или аналитичар или експерт ќе каже дека е недоволно, бидејќи ќе те потсетам за нападот во Ирак 2003 година, кој е тродупло помало од Иран. Беа ангажирани 250.000 војници, тоа беше коалиција на САД и Британија, а сега американците со некои 40.000 војници, доколку хипотетички сакат, како што се заканува Трамп да направат копнена инвазија, недоволно. Значи, можно е да се направи некаква копнена инвазија на тој Харк островот, каде што е иранската инфраструктура,
Но мене ми се чини дека тоа премалку да било што се направи. Од друга страна, дипломатските напори на преговори кои Трамп вели дека ги прави, Иран вели дека не ги прави. Не разговара со никој. И трета работа, Иран не сака, можеме да видиме ако ги следиме работите, и да се договара нешто многу со Трамп, бидејќи ќе се потсетам пред да почне израелско-американската војна интервенција врз Иран и напади, имаше преговори, во сред на преговорите каде што имаше напредок, како што вела западните медиуми, американците и израелците започнаа со напад. И од овој одговор не кажуваме ништо ново кога велиме Доналд Трамп е непредвидлив. Непредвидлив е бидејќи поради се ова што го констатиравте сега, и не се го држи зборот. Во Женева преговори за мир, почнува војна. Сега се најавува дипломатско решение, а распоредува сили таму. Дали станува збор можеби за преговарачка позиција? Не, ова станува збор на тоа како да се излече од овој ирански воен Гордиев јазол, бидејќи на Трамп ова не му требаше, тој беше на некој начин изманипулиран, да кажеме, од Израел, бидејќи ова израелска војна, не е американска. Американците, односно Трамп, мораше да влезе во оваа војна инвазија, интервенција, бидејќи беше доби подршка од еврејското лоби за време на својот предизбор, кога беа изборите, и веројатно се обврза на оваа варијанта, но тој очекуваше дека многу побрзо урнекот на Мадуро или урнекот на Садам Хусейн или Гадафи или на крајот на кришката и СР Југославија да го ликвидира раководството на Иран и со тоа да го безглави, тие да се предадат, така да ја заврши оваа војна, особено што ќе те потсетам, во ноември има оние меѓусенатско-конгресни избори, каде што веќе му паднат рейтингот. Тој сега мора да се излече од оваа војна, но мора да прогласи победа. Ако забележаш, тој секој ден прогласува победа, а победата ја прогласува, но се уште нема ништо на теренот. Иран вели: ние сме тука, ако дојдете ќе биде пекол. Иран не сака да преговара. Многу извртена работа за разлика од минатото, кога нападнатиот сакаше да преговара, сега нападнатиот одбива да преговара, а Трамп секојдневно прогласува победа, се заканува со нова интервенција и вели дека војната ќе заврши. 4-1. Така, и сега бидејќи така како што е, меѓутоа Трамп е председател со големи овластувања, меѓутоа и не апсолутен господар таму има и воени стратези. Се прави веројатно заеднички. Има воени стратези, јас не ги гледам. Добро, има Пентагон, има Конгрес, има Сенат, има политика во Вашингтон, не решава се Трамп, иако велам има широк мандат со големи овластувања. Кое би било тоа излезно решение за американците од оваа војна во која влегува како сојузник на Израел против Иран, да не бидат поразени, а да се подготвуваат, да се концентрираат на внатрешните работи, да ја направат Америка посилна и да се фокусираат на изборите на есен. Ајде да се вратиме повторно на краток одговор еден. Трамп го прекрши изборното ветување и рече дека нема да прави војна, направи војна. Велеше дека нема да се меша во израелско-иранскиот конфликт, се вмеша. Тој на некој начин е заложник на Нетањаху, дури не е ни на Иран, кој сакаше да се пресмета со Иран и сметаше дека токму Трамп е главната шанса сега Израел нешто да направи, бидејќи знаеме дека ниту претходните неколку председатели од Реган па наваму не се ни осмелија да интервенираат во Иран поради многу причини. Едно тие и оваа економска криза што се случува и ова со нафтата. Тој се обидува брза победа и потоа да се повлече, како што реков. Една од варијантите е можеби овој десант кој се обидува да го направи на тој Харак островот, каде што иранската инфраструктура и нафтата, тоа да го заземе и да го ослободи Ормудскиот теснец. Воените аналитичари, луѓето кои подобро знаат од мене и тебе, велат дека тоа ќе биде невозможна мисија, бидејќи Иран има силна војска таму. Бидејќи Иран не е Ирак од 2003. Не е ни Ирак, не е ни Венецуела, не е ни СР Југославија, не е ништо од сето тоа. Иран е многу голема држава, има помош и од Русија и од Кина, колку и да тоа никој не го забележува, бидејќи имаше една изјава Трамп пред неколку дена, не знам колку ја забележа, кога му рекоа на Трамп новинарите при прес-конференција, дали имате информации дека Русија им доставила некои податоци на Иран околу некои сателитски податоци, тој ладно одговори: ние тоа го правиме на украинците,
па нормално и русите да им го прават на Иран. Зошто го реков ова? Бидејќи очигледно нешто на состанокот меѓу Путин и Трамп на Аљаска се има договорено минатата година, Путин и Трамп, што ние новинарите нормално не можеме да го знаеме, но ми се чини дека витлемот на војната отиде многу далеко. И сега Трамп мора некако да се излече, а не може да се излече, бидејќи тоа ќе биде за него стратешки пораз. Повторно ќе кажам само за кратко. Првичниот напад беше да се оневозможи Иран да произведе атомска бомба, односно ураниумот да му го земат. Па се преклонија да го сакаат да го менуваат режимот, па од кога утепаат 48 високи функционери на Иран, меѓу кои е Ајатолахот Хамнеи, кој сега има поголемо внимание како почина додошто кога беше еден старец од 87 години врз иранците, бидејќи сега е маченик, ги обедини иранците на некој начин. Сега третата варијанта што му е? Сега, ај ослободете го само Ормудскиот теснец. Значи, он ги менува стратешките планови за тоа што му е идејата зашто е нападнат Иран. Значи, првено оружјето, потоа да се смени режимот, а сега да се отвори Ормудскиот теснец. Јас ќе кажам само за крај едно. Трамп, доколку не го урне овој режим во Иран и не го смени, ќе доживее стратешки пораз. Што тоа значи? Стратешки пораз дека за џабе било се, да, Иран е послаб од Америка во однос на војна сила, но идеолошки, ако остане овој режим на ајатоласите и на тој шиитски режим, ајде да кажеме, таа теократија, Трамп ќе доживее стратешки пораз. Сега тој се обидува од ова да се излече со никаква ситна победа да прогласи дека победил и ова сега се затвори. Добро, еве, Тодоровски, тука би те повикале тебе во емисијата. Андоновиќ спомна дека Иран, иако тоа не се забележува така отворено, сепак има помош од Русија и од Кина. Мојот впечаток е малку различен, односно тука доаѓаме до второто клучно прашање, чија интенција има да го отвори емисијата, е зошто Пекинг е толку воздржан, барем според мојот впечаток досега, во досегашниот тек од американскиот напад врз Иран. Треба да се има предвид историјата на кинеската надворешна политика, односно Кина никогаш не се мешала во внатрешните работи на други држави во отворени конфликти. Тоа е еден од 5 принципи на кинеската надворешна политика и тие прсто стојат за тие принципи. Факт е дека после мината годишната 12-дневна војна помеѓу Иран и Израел, Иран започна да користи некои граѓански или цивилни сателитски програми на кинески компании. Тоа се гледа и по успешноста на иранските ракетни напади и нападите со дронови врз различни објекти широм Блискиот Исток. Иран нема такви современи сателити, тој лансираше еден сателит и лансираше со помош на Русија исто свој сателити, кои што по оптичко-технички способности и немаат тие способности кои што ги имаат, да речеме, американските, кинеските или израелските и руските сателити. И со помош на, наверојатно, на сателити од Кина и од Русија, кои што Иран може да ги користи тие сателити од приватни компании, Иран својата стратегија насочи пред се кон зголемување на цената на учеството на Америка во војната. Тоа е преку напади на државите во Блискиот Исток, во регионот на Блискиот Исток, односно сојузниците на САД. Држави каде што САД имаат своји воени објекти и држави кои што се важни за енергетската стабилност на целиот свет, на целата светска економија. Иран се надева дека преку вршење притисок на снабдувањето со нафта, со газ и преку постојаното погодување на различни воени цели и не само воени цели во заливските држави, монархии, на тој начин ќе го зголеми притисокот врз Трамп, односно заливските монархии и другите држави ќе го зголемат притисокот врз Трамп за тој да бара излезно решение од овој конфликт. Значи, сакате да кажете, Дарко, ќе ве прекинам тука, сакате да кажете дека Пекинг е само реторички воздржан, во позадината тоа сојузништво си функционира, ете со таа воена помош која Кина му ја дава на Иран и веројатно за Кина ова е една долга партија на шах. Прво сака да го види својот соперник, Соединените американски држави, можеби очекува се заглави во една долготрајна војна или криза на Блискиот Исток и на тој начин да се исцрпува и дефокусира од битните нешта. Па видите, Горан, овде е голем број на кинески војни експерти
јавно изјавуваат дека ова е одлична можност на Кина да го види како работи американската војна машинерија, почнувајќи од разузнавање до спроведување на напади, до концентрација на војни сили. Се тоа во реално време кинезите го следат и го обработуваат тие сите податоци и информации. Исто не треба да се заборави дека кога станува збор за производство на оружје, Иран нема целосна своја војна индустрија и тоа е зависен кога се работи за некои хемиски елементи кои што се потребни за заработка на балистички ракети и на други ракети, потоа електроника за производство на тие балистички ракети, дронови, дека голем дел од тие делови Иран ги набавува не само од Народна република Кина, туку и голем број европски држави. Деловите кои што се користат во дроновите шакет има голем дел од европски компании. Така да Добро, рековте во ведното излагање, рековте дека Кина не би си дозволила и никогаш не сака да зависи само од еден извор на енергенси. Меѓутоа, факт е дека голем дел од количеството со кое Кина се снабдува со нафта поминуваше низ Ормудскиот теснец. Каква е сега сликата на терен? Дали има поскапување на горивото на бензинските пумпи во Пекинг и како известуваат државните медиуми, односно медиумите под контрола на комунистичката власт таму? Каква е ситуацијата на терен? Еве прво со горивото. Дали поскапе бензинот во Кина? Не. Во последните неколку години Кина изгради огромен број на стратешки резерви. Последните години Кина постојано складираше нафта за тешки времиња. Кинеските резервоари се најголеми во свет и истите се полни и тоа беше стратешко решение на кинеските власти во последните неколку години. Како резултат на тоа овде не се чувствува дека има недостаток на нафтени деривати или дека нафта поскапува. Во однос на второто прашање, какви се медиумските извештаи за војната во Иран и дали ниту индустријата кинеска засега нема никакви негативни ефекти од досегашниот тек на војната во Иран? Што јас можев да забележам, кинеските телевизии имаат своји новинари и во Иран, имаат и во Израел и во сите држави на Блискиот Исток и известуваат за се што таму се случува. Известуваат непристрасно, на кинеските телевизии гостуваат голем број на експерти кои што секојдневно даваат анализи на тоа што се случува и за успесите на Израел и на САД, и за успесите на Иран, и за тоа како се развива конфликтот. Сите тие се согласни дека правичниот стратешки план, воен план на САД и на Израел не успеа и дека и покрај тоа што САД и Израел имаат тактички успех, тие не успеа да ги остварат своите стратешки цели и дека војна на долги стази на некој начин на Народна Кина и одговара, бидејќи американците не може да испорачуваат оружје на Тајван. Бидејќи во последните неколку години, особено после враќањето на Трамп во Белата куќа, Трамп случи неколку договори за продажба на оружје на Тајван и со тоа тој директно оди против политиката на САД, вршна политика која што беше после 1970-те години, односно признавање на Народна република Кина, бидејќи со поставувањето на оружје на Тајван на еден начин се доведува во односите помеѓу САД и Народна Кина се доведуваат во криза и тоа е јасно, се гледа и од војните царинските војни кои што Трамп постојано ги води и тој отворено изјавува дека главен стратешки непријател на САД е Народна република Кина, не е ниту Иран, ниту Русија, дека главен непријател и целата негова политика и во првиот мандат и во вториот мандат е насочена кон блокирање на Народна република Кина и на нејзиниот развој. Кинеските компании овде мислам дека не се соочуваат со некакви поголеми проблеми и кинескиот извоз расте, тоа го покажуваат и податоците, последните податоци. Еве кинескиот извоз во Европа исто порасна. Царинска политика на Трамп исто не успеа, кинескиот извоз останува стабилен за разлика од тоа дека извоз паѓа во голем број други
држави. Добро, Дарко, се е стабилно што... во Кина, освен интернетот, кој ни прави проблеми. Почитувани гледачи, ви се извинувам поради лошите врски. Дарко, останете, ве молам на линија. Андонови сака се надоврзе тука на тезата на кинеските воени аналитичари и нивниот коментар за досегашниот тек од војната. Сето тоа е така како што рече соговорникот. Јас само сакам да додадам принципот на надворешната политика на Кина, да не забораваме дека Пакистан како негов сојузник, нејзин сојузник, се води прокси војна. Практично Пакистан е еден од подржувачите на Иран. Да подсетам дека тие дури се заканени дека ќе дадат атомска бомба на Иран доколку Израел тоа го направи. Но сакам нешто друго да кажам. Иран и Русија мораат да го поддржат Иран. Се извинувам, Русија и Кина мора да поддржат Иран ради многу работи. Прва работа е 92 милионска држава доколку биде против вас, вие ќе имате проблем, а е на границите како што е со Русија. Од друга страна, идејата цела на САД во оваа војна е на некој начин да се заобиколи Кина. Ќе потсетам, преку Јапонија и Филипините и Кореја, и Кина е затворена на некој начин од страна на Пацификот. Ова со Русија што се случува и сега нападот врз Иран, Кина буквално станува отсечена барем копнено од многу коридори меѓу кои и нафта, бидејќи ќе потсетам Кина и треба голема количество на нафта. Еве Тодоровски вели имаат складирано доволно. Добро, може да имаат складирано доволно, но во наредниот период таа се троши, нели, ако не се надополнува ќе се троши. Идејата е да се заокружи Кина и втора работа повторно ќе потсетам. Знаете ли што значи еден Иран со 92 милионска нација да биде од ваша страна и да биде против вас, условно речено. Оттаму на Русија и на Кина особено, многу им значи овој теократски режим и Иран да не падне, туку да обстане, бидејќи е нивен сојузник. Во спротивно ќе имаат уште една држава која ќе биде против нив. Вака просто речено. Добро, Дарко, уште едно прашање за вас. Дали воените аналитичари или генерално по медиумите во Кина отворено се зборува за создавање на нов светски поредок? Ако воените аналитичари таму отворено зборуваат за тоа дека на Кина и одговара долготрајна војна на Блискиот Исток во која Америка би се истоштувала, дали отворено зборуваат и за создавање на нов светски поредок и дека на долг рок Кина и го одзема скалпот на Америка, или дека нешто такво крупно се случува на геополитички план? Видите, председателот на Народна република Кина си пред неколку години го промовираше концептот за етница за заедничка иднина за целиот свет. Народна република Кина се залага за почитување на правото на секоја држава, на свој сопствен развој, не мешање во внатрешните работи на тие држави и за решавање на сите отворени причини преку дипломатски преговори. Народна република Кина отворено се залага за мултиполарен свет и истиот концепт активно го движи напред. Преку иницијативата Еден појас, еден пат, кој што е присутна низ целиот свет, Народна република Кина се труди да создаде финансиски, економски, инфраструктурни, логистички маршрути кои што ќе бидат, нема да бидат зависни од западните, кои што на другите држави ќе им понудат алтернатива. И голем број од државите во светот го прифаќаат кинескиот концепт. И се повеќе гледаме дека сега Народна република Кина е најголем трговски партнер на најголем дел од државите во светот. И еве на Германија целните податоци говорат дека Народна република Кина е најголемиот трговски партнер на Германија. Видовме дека во последните неколку месеци, особено во последните 2 месеци, практично сите европски лидери на големи држави ја посетија Народна република Кина и исклучија големи трговски договори со Народна република Кина. Така да полека на стариот светски поредок, на рушевините на стариот светски поредок се раѓа нов светски поредок кој што ќе биде мултиполарен и кој што нема да зависи само од американската хегемонија. Американската хегемонија веќе е минато и тоа голем број американски воени експерти, не само воени експерти, политичари отворено го кажуваат. Дури Трамп се залага за Америка да има стратешка контрола на Африка и на регионите кои што се стратешки важни за нив и на Европа. Добро, ајде пред да заглавиме повторно со интернетот, бидејќи станува напорно за слушање поради ова кратење на врските. Само едно конкретно прашање. Имате ли информација колку чини литар бензин и литар нафта на бензинските пумпи во Кина?
треба да видам дека бидејќи се работи за јуани, треба да видам каков е курсот на јуаните спрема македонскиот денар, тогаш би можел компетентно да кажам или бидејќи јуанот постојано се менува, тој флуктуира. Така. Добро, Дарко, ви благодарам за досегашните вклучувања. Андоновиќ, еве, и во Кина и во САД се зборува за растурање, односно за создавање на нов светски поредок и како во овој геополитички хаос се позиционира Европа, која се чини некако најмолчалива, највоздржана исто така, но повторно плаќа висока цена. Како и за претходната војна. Ајде овака да направиме малку кратко. Ова е прва американска, да кажеме, војна интервенција каде што не е вклучена Европа, односно Велика Британија, која нели со Брекзитот излезе од Европа, но се смета дека е во Европа. Значи не е во Унијата, но е во Европа. Гледаме една, да кажеме, на некој начин ослабување на трансатлантската коалиција, значи отворено зборува Трамп против напасек. Да, САД и Европа, а гледаме развивање на една американско-израелска или американско-еврејска коалиција која е насочена кон заливот. Сега една работа сакам да кажам од кога почнам уште да зборуваме, оваа војна инвазија, интервенција во Иран, тоа го покажа дека веќе трансатлантската коалиција слабе и дека е нели американско-еврејска. Втора работа што е многу интересно е што се менува атмосферата во заливот. Бидејќи што се случува? Оние сунитски кралства, како што се Емиратите или Дубај, Катар, Куваит и сите тие земји, во минатото на некој начин ја плаќаа својата безбедност. Дајте им на американците воена база и вие имате гаранција дека ќе имате безбедност. Така се развија тие сунитски кралства да станат богати, знаеме да не зборуваме Абу Даби, Дубај, Доха и да не ги зборуваме. Сега Иран ги напаѓа овие воени бази и вели: не ве напаѓаме вас, ги напаѓаме американците. Каде има воена база, таму е потенцијална цел. Произлегува дека овие американски сојузници во заливот веќе стануваат во дилема дали воопшто треба да бидат сојузници со САД, бидејќи тие не им гарантираат. Еве Иран ги гаѓа, гледаме што се случува во Дубај, гледаме што се случува во Катар, така. И сега полека почнува и кај нив да се менува атмосферата и размислувањето дека можеби не е добро баш да си американски сојузник, бидејќи ќе бидеш жртва на некој кој е конфронтиран со САД, а САД, еве гледаме, не успева да ги заштити. Така да тука се менува една атмосфера за која мислам дека Иран дава тука води, ако зборуваме како спорт, води 1-0, Трамп не успева да ги заштити, односно САД, и тие почнуваат да го менуваат размислувањето кој им е сојузник. Од друга страна, трансатлантската таа линија која е ослабната, Европа, еве, го одби Трамп да учествува. Да, и Трамп ги нарече кукавици и рече дека ако сега тие не се тука за него, како НАТО за Америка, зошто Америка би била за нив кога би им било потребно? 2-0. Што значи тоа? 2-0. Тоа значи дека бизнес логиката и бизнес дипломатијата на САД, на Трамп, у понеделник да напише твит дека мир ќе дојде на Блискиот исток за да рипнат берзите, опеток вика ќе направиме копнена интервенција за да паднат берзите, можеби финансиски му одат во прилог на некој, но генерално како дипломатија и како мир не водат никаде и мислам дека светскиот поредок е токму тоа, новиот светски поредок, дека се менуваат условите и начините на војна каде што веќе не знаеме дали си забележал новинарски долги години дека уште со руско-украинската војна почна, нели она тргање и цензура на руските медиуми, да видиме што се случува, дај да видиме руската страна. Да, Путин, сега и Трамп се исти, исто. Ако Путин го обвинуваа дека е напаѓач, сега Трамп го амнестираше Путин, бидејќи истото го прави со Иран и он им Нетањаху. Се разбира. Значи немаме информации, од Тел Авив ти немаш информации што се случува, од Техеран немаш информации, Пентагон забрани информации од Теранот. Значи имаме една цензура, не знаеме што се случува. А најинтересно е што војната меѓу Русија и Украина како да не постои. Никој веќе не јавува за неа, кој знае што се случува таму. Што сакам да кажам? Новиот светски поредок е токму тоа. Заливските војни и нивното преиспитување на сојузништво, првин. Второ, начинот на известување. Значи, ако CNN од Заливската војна 91 уживо известуваше, ако се сеќаваш, бевме млади, но следевме, ние денеска буквално не знаеме првин што се случува
имаме информативен мрак и второ имаме artificial intelligence каде што се бројат прсти на Нетањаху, каде што се збори починате, не починат, не он не. Значи ние сме буквално како јавност сите збунети, многу е тешко да знаеме што се случува. Плюс на сето ова е непредвидливоста на Трамп, кој во исто време дава две изјави диаметрално спротивни. Добро, и каков е излезот од овој јазол, бидејќи Трамп е речиси на половина од неговиот втор мандат, наесен има избори кои ќе ја покажат моменталното политичко расположение во Јас ги Соединетите следам американски во држави. војните многу во Ирак и во Афганистан и кога 2003-та некој ќе ме прашаше каков е излезот од Афганистан, немаше да можам ни да сонувам дека излезот од Афганистан на американците после 20 години војна и уривање на талибанскиот режим 2020 онака ќе се повлечат од Афганистан, бежанија се врати талибанскиот режим на големи врати. Само што се врати, него го поддржа. Исто се случи и со Сирија. Значи тоа е се можно. Особено со оваков председател ко Трамп, кој, повторно ќе кажеме, потсеќа на газди, на приватни фирми на Балканот, каде што од сабајле му едно, попладне му е друго, вечерта му е трето, се со цел тој да испрофитира, за другите нема многу му е гајле што ќе се случува. Еве тоа го гледаме во моментов. Јас пред да дојдам во студиото, го гледав Трамп како во едни вести на CNN во рок од 5 минути има две диаметрално спротивни изјави. Од тоа дека војната ќе заврши и дека ќе се постигне мировен предлог, до тоа дека ќе се направи копнена инвазија. Добро, дали излезот од ова е раѓање на некое ново лидерство, можеби? Бидејќи вака како што е, ајде прво да го завршиме делот за Европа. Јас мислам дека ќе дое нов воен конфликт во светот, после овој воен конфликт, бидејќи и овој ќе биде замрзнат конфликт. Ако не се урне теократскиот режим во Иран, САД, односно Трамп, ќе доживее стратешки пораз. Тоа го реков во старт и ми се чини дека како го замрзнат тој конфликт, како што е замрзнат во Афганистан, како што е замрзнат пакистанско-индискиот, како што е замрзнат израелско, либанско, сириско, египетско, веќе не знам како, израелско-арапскиот, како што беше замрзнат. Затоа до некаде Путин и тргна на Украина онака, бидејќи беше свесен дека замрзнат конфликт само ќе одолговлечи и у некои други генерации ќе имат уште поголем проблем. Ми се чини дека Иран ќе биде замрзнат конфликт, а дека американците ќе имаат промени на политичка сцена, не навлегувам дали ќе има промена на лидерство, но ќе има промена на однос на силите. Веќе многумина денеска зборуваат дека Нигерија е следната воено жариште, тоа е во Африка, нели, која исто така има 200 милиони жители, има големи потенцијали таму и секоја голема држава би сакала да ја има како сојузник. Добро, прашањето беше за Европа, ја плаќа цената, барем до сега. Европа ја плаќа во Европа цената. се зборува за цени за високи енергенси, за миграции, за внатрешни поделби, да се подготвиме за нов бран. Европската унија, не Европа. Европската унија плаќа, а Европа е заложник на тоа бидејќи немаат единствено лидерство. А кога немаш единствено лидерство, онда секој како што ќе му текне прави и на крајот големите се издвојуваат. Пак е Германија, Франција и Британија, сите други не се ни гледаат, освен Шпанија која се обидува нешто да пркоси се на американците. Имаше една многу стравична изјава на италијанскиот министер за одбрана, не знам дали падна во очи. Вели, она што го слушнав и видов е многу страшно за Европа, не само во одвоена аспект, туку и од економско-социјален. Веројатно има информации со кои ние ги немаме, меѓутоа на што може да алудира? Не знам, Европа, ја Горан морам да ти кажам, Европа со руско-украинската војна почна да не ми влева доверба како политика. Тие ја бранеа Украина, се конфронтираа со САД, иако САД се конфронтираше со Европа, немаат единствена политика, немаат стратегија да ги решаваат работите. Проширувањето го гледаме по Македонија како се движи. Ми се чини дека Европа ќе мора да се рекомпонира, големите сили, како што се Германија, Франција, големите поранешни сили Британија, ќе мораат поинаку да заземат став и се повеќе се оди дека ако продолжи Трамповата администрација вака, да мора да имат европска армија, бидејќи со европска армија ќе може да одлучуваат тие самите, а овака командантот на НАТО секогаш е американски генерал кој секогаш ќе гледа американските интереси. Од друга страна не сваќам едно, еве ти помогне ми, доколку САД или НАТО, како што вели Трамп сака да се повлече од НАТО, ние знаеме дека американското присуство во НАТО е практично да има контрола врз да има некаква геостратешка
контрола врз европскиот континент. Дали толку нема интерес кон европскиот континент што сака да се повлече? Безбедносната стратегија за 2026 до 2030 фокусот е западната полутопка. Да. Америка и западната хемисфера, Европа не. Европа не, но сака да го има Гренланд, за да ги има тие влезови, ке сака да го има Гибралтар, ке сака она. Не знам, Трамп е многу конфузен во неговата Добро, политика. истасуваме до она што е нашиот фрагментиран, високо корумпиран, нестабилен хронично Балкан и нашата Македонија која е членка во НАТО, меѓутоа колку тоа формално членство сега и гарантира на Македонија во еден ваков несигурен свет безбедност на долг план со оглед на тоа што не се знае кој ќе остане во НАТО, кој ќе си оди и дали НАТО би го активирал тој член 5 во случај на напад поради ваквите изјави на Трамп. Јас мислам дека членот 5 ќе се активира само ако е нападната Германија или Франција, тоа е мое мислење, се разбира. Ќе те потсетам дека дури во некои други, Кипар го нападна, што не го активира членот 5. Турција и Русија кога влегува во секојдневно соборуваат ирански ракети врз Турција. Ги спречуваат. НАТО? Да. Вели НАТО, да, но дали е НАТО или е Турција, не знам, види, НАТО исто така ќе мора да се реформира. Јас секогаш сум го зборувал тоа и ќе го зборам, тоа е мој став као новинар. Со распаѓањето на Варшавскиот мировен договор и блоковската поделеност се загуби поентата на НАТО. НАТО сакаше да каже дека сега е против тероризмот, не е против блоковите, но се загуби во овие 20 години и сега не знае каде НАТО како НАТО. Бидејќи го гледаме и генералниот секретар на НАТО какви изјави дава. Дава изјави на тоа, многу се конфузни тие изјави. Сепак НАТО алијансата треба да има силна политика. Тема е бескрајна, меѓутоа мора да привршуваме. Ако се обидеме да погледнеме далеку во иднината и овој период сега да го ставиме во поширока историска рамка, односно да го опишеме во учебниците за историја, во периодот 2026, дали ова ќе биде уште една блискоисточна епизода или ќе учат нашите поколенија и генерациите што доаѓаат за распаѓање на светскиот поредок, за почеток на распаѓање на светскиот поредок кој можеби ќе доведе и до Трета светска војна. Дали тоа така се именува само или сепак ќе биде нешто? Ова е сега војна за опстанок на Израел. Зошто? Бидејќи Израел вистински има закан од Иран, кој во својот устав вели дека Израел не треба да постои. Значи, Израел се бори против Иран за да обстане. Сега, доколку се сменат работите и се обедини арапскиот и муслиманскиот свет, иако иранците не се арапи, сепак се муслимани, доколку дојде до некоја друга коалиција, Израел може да ја загуби оваа војна. Во спротивно ќе дојде до ново замрзнување на конфликтот, кој ќе те потсетам, цел живот од кога знам за себе, за Блискиот Исток, гледаме вести дека нешто се случува. Но ако дојде до нов замрзнат конфликт, за некои 10 години повторно ќе може да здрави живи, ако видиме повторно да зборуваме за ова. Добро, Дарко, дали сте се уште на линија? Прашање за вас за крај. Не, Дарко веќе го немаме поради лошите интернет врски со Пекинг. Така што, Норович, ќе се заблагодарам за учеството и за сите анализи и впечатоци. Почитувани вам ви, благодарам на вниманието со кое не следите, останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.